И ги поздравиме сите медицински сестри кои што не гледаат во моментот. Во продолжение на Алфа посветуваме внимание токму на вас. Минути за вас, почитувани медицински сестри, кои што многу ни значите, кога не ни е добро, но секако ни значите и каква е споредбата, односно какво е значењето на медицинската современата медицинска сестра во споредба со традиционалната. Тоа е она што ќе ни биде во фокус во продолжение, а за тоа ќе ни помогне нашата гостинка која што ни доаѓа од клиничката болница Аџибадем Систина. Ќе ви посакам добро утро, доктор сестра Андроники Бибовска. Добре ни дојдовте и драго ми е што ве имаме овде. Благодарам, добро ве најдов. Зборуваме за медицинските сестри, вие ќе ни ја помогнете и ќе ни кажете која е таа разлика на современата медицинска сестра со традиционалната. Ќе направиме споредба колку тоа се разликува, но за почеток би сакала да одиме од почеток и да го појасниме оној хиерархиски момент, хиерархиски систем во клиниката Аџибадем Систина. Како се одвива? Клиничката болница Аџибадем Систина е специфична по својата хиерархија, барем на овој простор овде во нашата држава. Потоа се разликува од другите болници по тоа што во менаџерскиот тим имаме наш представник. Главната медицинска сестра на болницата е директно инволвирана во менаџерскиот тим на клиничката болница Аџибадем Систина. На тој начин гласот на медицинските сестри се слуша директно во менаџерскиот тим. Значи сите оние проблеми со кои што се справуваме, директно преку неа се пренесени кон менаџмент. Така. Според кои процедури на работат медицинските сестри во Систина? Каков е нивниот систем на работа? За да може да имате успешна работа, мора да имате строго пропишани протоколи за работа. Протоколите и процедурите во нашата болница се изработени според стандарди и тоа според медицина базирани на докази, според сите препораки кои што ги дава Министерството за здравство на нашата држава, CDC. Ние сме дел од клиничката болница од групацијата Аџибадем во Турција и дел сме од една голема корпорација медицинска IHH. Ги следиме нивните препораки, ги инволвираме во нашите процедури за работа и на тој начин сме многу поуспешни од сите останати болници. Предпоставувам дека тоа се следи континуирано, па на кој начин се следи тој квалитет на работа на медицинските сестри? За да имате квалитет во работата, мора да имате контрола во работата. Квалитетот на работата на медицинските сестри конкретно се базира во изработени процедури кои што ги одредува одделот за квалитет. Нормално сите ние учествуваме во изработката на процедурите, меѓутоа контролата вршат на секој оддел одговорните сестри. Секој оддел, сектор за работа во нашата болница, одделение без разлика дали е медицински или немедицински дел, има контрола од одговорни лица. Одговорните сестри се тие кои што ја следат работата на сестрите. Секоја медицинска сестра во Аџибадем Систина има опис на своето работно место и точно знае кои се нејзините секојдневни задачи. Сестра Бибовска, она што постојано во текот на ова издание го повторував е тоа дека ќе направиме една паралела помеѓу традиционалната медицинска сестра и современата медицинска сестра, колку нејзината работа денес се разликува од минатото со оглед на тоа што самиот систем, самата медицина е напредна, се менува со текот на вековите, не годините. Драстично е променето од некогаш и денес. Колку е променета медицинската сестра, односно нејзината работа? Јас сум доволно возрастна, да не кажам стара, за да можам да споредам во овие 30 години како напредуваше медицината воопшто, меѓутоа и работата на сестрите. Она што порано знаевме да го споредуваме на запад и на запад, сега стигна веќе и кај нас, тие процедури за работа се секојдневие во нашата работа, не само во државното здравство, туку и во приватното здравство. Нормално дека нашата работа мора да биде спроведена и на листи. Мора да знаеме дека се што сме изработиле во однос на еден пациент треба да биде запишано и тоа да биде регуларно заведено или во систем или на листите со кои што работа сестрите. Напредокот на технологијата доведе до тоа да сестрата веќе не е само десната рака на лекар, што порано не нарекува, туку сме еден посебен профил на медицински работник. Се справуваме со одредени проблеми во однос на компетенциите кои што ги имаме како медицински лица во нашата болница. Тоа е надминато од причина што сме дел од една голема групација. Имаме едни строги контроли за нашата работа. Ние имаме акредитација која што е 2016 успешно ја поминавме и сите тие услови за работа не прават да бидеме попрофесионални во нашата работа, со тоа и нашите пациенти да бидат многу задоволни. Така, едукацијата е неспорна работа за секоја една професија, па така и кај медицинските сестри, па колку таа континуирана едукација е потребна и како тоа се забележува при квалитетот на работа со пациентите кај медицинските сестри?
Па според мене, јас сум едукатор во болницата и една од основните работи со кои што се справуваме е континуираната едукација на медицинските сестри. Секоја медицинска сестра во нашата болница е со средно, висше или високо образование. Ги следиме нивните квалификации и спецификации за работа и гледаме да го унапредиме нивното знаење. Ако човештвото до пред некоја година не знаеше што е тоа пулсоксиметар, сега гледате дека веќе едукацијата не е само на ниво на болница, на вработени, туку и на едукација на пациенти и нивните семејства. Нашата работа е комплексна. Да работите во еден таков гигант како што е Аџибадем Систина, треба да имате познавање од многу сектори за работа. Сестрите во нашата болница сите знаат англиски, сите одлично се справуваат со информативниот систем со кој што работиме. Навистина следат се што е околу нас. Постојат одредени специфични професии во сестринството, освен главната сестра на болницата која што е менаџер на сестринскиот и на кадрот како што се болничарите, имаме сестри кои што се со специфични едукации. Тоа е, имаме сестра за превенција, контрола на инфекции, која што навистина се докажа во периодов кој што беше позади нас, овие 2,5 години беа навистина многу напорни, да можете да ги одработите во едни вакви ненормални услови за работа. Да бидете во секој момент спремни да одговорите на предизвикот во однос на лекувањето на пациентите, меѓутоа да обезбедите една безбедност на вработените во таа болница. Знаете како беше со растојанието, секого се плашеше, да не бевме сигурни дали точно ги знаеме сите квалификации кои што може да ги донесе оваа нова чума на човештвото. И успеавме како болница на вистина да се организираме прекрасно за да бидеме сите безбедни. Да, би сакала за тоа да позборуваме и подетално, но сакам да се надоврзам, не сакам да ве прекинам. Споменавте дека е важна едукацијата и дека ги едуцирате семејствата и пациентите кои што доаѓаат кај вас. Би сакала овде да нагласам дека и покрај тоа што не едуцирате како пациенти, не би требало да се правиме паметни дека знаеме повеќе од вас. Во никој случај, покрај тоа што поднаучуваме нешто за медицината, сепак треба да го почитуваме вашата работа и вашиот труд и вашата едукација и сепак треба да се ослонуваме на вашето знаење. Колку пациентите кои што доаѓаат во Систина се безбедни и на кој начин ја гарантирате нивната безбедност? Моето мото во животот е да никогаш не знаеме се и секогаш можеме да научиме повеќе. Во Систина тргнуваме од тоа дека секој е еднакво битен. Секој вработен во болницата има своја задача и ја организира безбедноста на пациентите и на вработените. Ја организираме безбедноста на тој начин што самата акредитација, JC акредитацијата која што болницата ја има, е показател дека сме безбедни. Тоа значи дека секој пациент во нашата болница од влезот во болницата до излезот од болницата ќе биде згрижен подеднакво. Без разлика дали се работи за пациенти кои што се во поликлинички оддел, но оние кои што се хоспитални, тие кои што доаѓаат како итни состојби и така натаму. Во текот на пандемијата имавме една посебна организација на целиот тим, за да во секое можно време нашите пациенти бидат безбедни. Постојат еден тон листи со кои што се вршат секојдневни чекирања. Јас зборувам сега за медицински оддел, меѓутоа не медицински оддел исто така многу битен. Покажавме дека во болницата имаме организации на техничката служба прекрасно. На сите оние бекап служби кои што нас медицинарите ни возможуваат да можеме успешно да си ја завршиме нашата работа. Тие листи за чекирање кои што се на секојдневно ниво ни се доказ дека се исконтролирано. Вие морате да бидете секогаш спремни за вонредни состојби. Ние имаме постојани предавања на годишно ниво за вонредни состојби. Сведоци сте за вежбите кои што ги правиме во однос на справување со пожар, во однос на справување со поплави и така натаму. Тие вежби на вистина вродуваат со плод за да секој кој што е пациент, вработен или посетител, секогаш се чувствува дека секој си ја знае својата функција во болницата и тие се безбедни, да. Така. Во неколку наврати низ разговорот го начнавте моментот со пандемијата, справувањето, тешкотиите кои што сите ние ги имавме. Како вие како болница се справивте? Посебно сум горда на тимот кој што работеше за справување со пандемијата. Се формираше кризен штаб уште пред да се прогласи пандемија во рамките на нашата држава. Тој кризен штаб на дневно ниво носеше витални одлуки во однос на влез и излез од болницата. Имавме период кога имаше карантинско движење, недвижење. Ние како персонал имавме дозволи за движење. Се знаеше точно каква заштитна опрема ќе се користи во болницата и во однос на пациентите и во однос на вработените.
Ние работевме со позитивни ковид пациенти според највисоки стандарди, кои што верувајте дека тие се менуваа од час на час. За да сето тоа се изработи, тоа морате да имате прекрасна организација, еден тим кој што работи секојдневно. Не можете да кажете дека денес ова е дефинитивно и на наредниот период ќе биде така. Ги следевме сите препораки кои што ги објавуваше Министерството за здравство, сите можни информации ги добивавме и најбитното нешто е да ги спроведете тие информации. Ако менеджментот донесеше одредена одлука, во доцните вечерни часови, по мејлови, пораки, СМС, по Вибер, стигнува и до утрото веќе ги спроведувавме тие информации на терен меѓу пациентите. Мислам дека пациентите не го осетија оној страв кој што кај нас како медицински лица се чувствуваше. Не знаевме точно кон што ќе оди таа пандемија, дали ќе бидат дома нашите безбедни, затоа што и ние имаме семејства, ние сме луѓе кои што после работа си одат дома. Моравме да внимаваме сите околу нас да бидат безбедни, ама ние како медицински лица секогаш знаеме да пружиме таа насмевка дека се е во ред, дека се е под контрола, за да нашите пациенти се чувствуваат подобро и побезбедно. Иднината на професијата медицинска сестра овде кај нас, како вие гледате на тоа? Ете, според уписите можеби во училиштата и воопшто интересот и како мислите дека би се развивало, но не само во Македонија, туку и во светот? Современа медицинска сестра значи сестра која што ќе го посвети животот комплетно на оваа професија. Оваа професија не застанува во текот на работното време, трае во текот на целиот живот. Оние совети кои што ги давате кон вашите најблиски се секојдневни, треба да бидат навистина професионални. Сето тоа, јас сум секогаш оптимиста. Таков ми е начинот на живот и сметам дека можеме да се подобриме и да ги стигнеме сите напредни држави. Не само ова, приватното здравство нека биде пример за тоа како може да се организираме. Меѓутоа, мислам дека тајната на успехот е во Министерството за образование и наука и Министерството за здравство. Таму заеднички треба да се работи малку повеќе на програмите според кои се едуцираат медицинските сестри, за да тоа биде на малку повисоко ниво и сметам дека најбитно се е праксата. Клиничка болница Аџибадем Систина е партнер на International Balkan University во Скопје. Учениците, студентите кои што таму се едуцираат, доаѓаат и обавуваат праксата во нашата болница. Така се работи. Значи, треба да се соодействуваат програмите во однос на образованието и она што се вели пракса. Ако нешто научите на памет и не знаете да го спроведете, тогаш настанува проблем во однос на лекувањето на пациентите. Треба да бидеме свесни дека сето она што ќе го произведеме како кадар, зборувам како студентски кадар, утре ќе ги лекува нашите деца, нашите внуци. Така треба сите да настапуваме за да бидеме свесни колку е битна обуката на идните медицински сестри. Мора да бидат навистина добро едуцирани за да може да пружат што повеќе во заштитата на здравјето на нашите пациенти. Да, и да не дозволиме идните медицински сестри да ни бегаат надвор од границите. Андроники Бибовска, медицинска сестра за едукација и тренинг во клиничката болница Аџибадем Систина, ќе ми дозволите уште само за крај да кажете како вие се најдовте и зошто одлучивте да бидете медицинска сестра? Мене ми е тоа животна желба. Јас се сеќавам дека на свој 6 или 7 години, кога се описменив, прво што напишав е дека сакам да работам како хирург. Не станав хирург, ама станав, се надевам, добра медицинска сестра. По професија сум анестетичар и за мене тоа е нешто бесценето. Да живеам уште 3 животи, ќе го работам повторно ова. Да. Драго ми е што ве запознав, драго ми е што бевте со нас, верувам дека бевме интересни за гледачите, верувам дека и медицинските сестри што им посветивме внимание се благодарни и што го нагласивме моментот колку е значајна оваа професија. Почитувани, јас овде ќе ве поздравам, ќе ви се заблагодарам на сите вие кои што бевте до самиот крај со добро утро секој утро. Навистина ми беше драго што и денеска се разбудивте и расунивте со нашата програма. Ќе ве поздравам, ќе ви посакам убав остаток од денот и останете понатаму на Алфа.